Линковско вклучување од Прилеп, колешката Елизабета Митраска е подготвена со својата соговорничка, имено ни пристигнуваат божикните празници, прилипчани одржуваат секако традицијата, посебно Сдруженијето на жени Природба. Ја прашувам колешката Елизабета кои традиции се карактеристични за Прилеп и Прилепскиот крај во второто линковско вклучување. Елизабета, добро утро по втор пат. Добро утро по втор пат, нека ни е пак среќна нова година. Секое упатување на убави желби е добре дојдено, нели, во секој момент, барем да не згрее во ова студено јануарско утро. Се одржуваат традициите во Прилеп. Прилепчани сакаат и ги негуваат повозрастните генерации секако и упорно се трудат да им го пренесат тоа на помладите. Денеска, еве, кога зборуваме за празниците веднаш по нова година, да започнеме со денешниот Свети Игнат. Има една интересна традиција за Прилеп, ќе ја прашаме и нашата соговорничка, и не само за тоа, за Коледе, за Бадник, за Божик. Лилјана Ѓорѓиевска, председателка на Сдруженијето на жени Природба. Лиле, речи си 20 години ги одржувате традициите. Прво да ве прашам како функционирате, голем број имате членки, со задоволство доаѓаат, ги подготуваат тие јадења, обичаи. Како почнавте и зошто? Па, бидејќи ние сме повозрастна група, сакавме културата и традицијата да ги пренесеме на помладите генерации. Бидејќи тоа пренесување значи зачувување на нашите традиционални македонски вредности. Па затоа и Сдруженијето го основавме со таа цел да се пренесуваат традициите и понатака. Јас го пофалив, го нагласив Прилеп дека ги одржува традициите. Точно ли е тоа, се одржува? Точно е, да, се одржуваат традициите. Иницијатива нормално пак на повозрастните, меѓутоа задоволство е да се каже дека и онај дел на младите кои ги имаме во моментот тука се трудат барем дел од она што ние го пренесуваме да го зачуваат и тие, за да не ни изумри традицијата. Кога говориме за сите престојни сега околу Божик празниците, денеска е Свети Игнат. Има и една интересна традиција во Прилеп, посебно за децата. Има, да. Малите дечина ги ставаме на прагот од куќата и ги подигнуваме малку за овцината, со зборовите како што ќе почне да расти денот, така да ни растат живи и здрави децата, весели и радосни. Игнат, подигнат, јас паметам уште како дете. А од друга страна, оние што се спортски настроени, обично на денешен ден одат од Маркукуле до манастирот Трескавец и прават прошетка на Игнат. Почнали подготовките, бидејќи сите вие традиционални обичаи ги задржувате и ги демонстрирате буквално. Ние често сме сведоци на тоа. Почнали подготовките за прво Коледе? Почнати се, да. Уште пред Нова година почна со завршувањето на хуманитарниот концерт. Нема застој, почнавме со подготовките за оваа година. Па можам да кажем дека денес на состанокот веќе ќе финализираме се што треба, меѓутоа подготовките се при крај. Па како е на 5 утрото? Секако бадниковите огнови се на 4 вечерта, на 5 утрото тргнуваат младите коледарчиња. Коледарчињата се помалку ги има, меѓутоа оние што се со радост од срце ги пречекуваме, кога ќе ни ја запеат песната, кога ќе ни тропнат на вратата, па ги даруваме со костени, ореви, јаболка, мандарини, ќе му пуштиме и по некоја паричка во торбичката. Нивна е големата радост, меѓутоа нашата душа е исполнета. А веднаш почнуваат и подготовките секако за Бадниковата вечера? Па да, Бадниковата вечера јас ја сметам како семејна слава, бидејќи, како што се вели пред Божик, зад Божик, кај да си, дома да си. Јас си дојдов од странство, само да си бидам тука за Бадник во домашното огниште, не може ништо да го замени. Подготовките исто се во тек, ке се втаса. Како секоја година, така и ова,
ќе биде се во ред. Што ќе изнесат прилепчанки на Бадниковата постна вечера? Постна сармичка, она Свети Николската малата, по која навистина с непознати и влезени во Гинисовата книга на рекорди. Па тавче, гравче, па баклава, костенчина, оревчина, овошје, салата. Од се помалку што е постна. Пред да преминеме на Божик, оние обичаите, ме спомнавте дека пред малку се вративте од странство од Малта. Вашите блиски сте се таму, ги посетивте. Се одржуваат ли таму обичаите или треба некој што од повозрастните ги чествува за да ги пренесе, или? Па, младите како да подзабораваат. Па и кога се во странство, нивниот начин на живот таму е многу подруг. Меѓутоа, ние сме тука да ги подсетиме. Јас се трудам, па и сум среќна што еве керката голем дел од нашите обичаи ги прифати. Костиње му однесов одавде, да не заборавам и јас и таја. Скапи се, ама да ги има на трапезата. Не мора киз неколку, меѓутоа да ги има на трапезата. Изутрина се слушнав не, ја подсетив за некои работи што треба да се направат, меѓутоа има време, пак ќе прекажам јас. Ке се преслушате. А таму нивните пријатели секако се светво мало, прашуваат, интересни им се? Па таа е веќе 7 години таму и тие веќе и незините пријатели се запознати со нашите традиции. Беше интересно првата, втората, па и третата година. Еве еден пример, мислам, ако е иди Бадник и Божик, ќе кажам за Великден. Вапсувањето на јајце беше многу интересно првата година. Не му беше јасно, па со објаснување. Па сега и за Божик, кај нив беше на 25-ти католичкиот Божик, меѓутоа идат и на нашиот Божик, си го слават, си се собираат, ако се, како што спомнавте, светот во мало. За Божик, секако се знае, семејството се собира на масата, посебно јадење имаат прилепчани или обично печеното пиле или што? Па, од се помалку пак си правиме. Си правиме пак сарма, меѓутоа мрсна овој пат, па печено пиленце, некој тава си прави, така една богата трпеза, после онај подолг период на постење, и Божик е еден од најголемите празници во христијанството, кои со задоволство го славиме, раѓањето на Исус Христос. Нешто што со зборови не може да се опиши, него се чувствува во душата. Кога зборуваме за јадењата, за обичаите, пријатна тема, верувам. За Василица или Стара Нова година прилепчани ја вртат кората со среќната паричка. Зошто е така, некаде е Бадника, кај нас е на Василица? Не знам, значи ние од секогаш од ко паметам во фамилијата сме ја вртеле кората со паричка за Василица. И за незе има една приказна, Свети Василий ги распределил сите пари што биле собрани од сиромасите во коричка и на секого му паднало она што му било земено од неговиот дом. Да, убави, прекрасни обичаи, дај Боже да се пренесуваат на помладите генерации, макар на неколку да се пренесат е доволно, што би рекле. Од друга страна го спомнавте вие хуманитарниот концерт. Тоа е навистина ваша голема традиција, речиси од кога постоите, ем ги одржувате традициите, ем концертот. Што значи и како се представивте? А јас ова година не бев директно инволвирана во концертот. Преку слика, точно. Меѓутоа, големиот број на членки и нивната целосна ангажираност во сите активности кои ги имаме, меѓутоа за овој концерт посебно, значи беше се во ред. Концертот се одржа, големата сала на Центарот за култура Марко Цемпеков беше полна, се собраа поприличен број на парични средства. Зашто? Наменети за лекување на малиот Никодим Мидовски
средствата мислам дека се префрлени и му посекуваме многу здравје, убавини во животот и старата година ја испративме со песна. Благодарам, Лиле. Тоа беше Лилјана Ѓорѓиевска, председателка на Сдруженијето на жени Преродба од Прилеп. Честити празници, многу здравје и радост. Еве и на малиот Никодим посакуваме здравје да има. А ние само ќе додадеме, почитувани гледачи, кога веќе зборуваме за традициите, се надеваме и ќе посетиме и годинава, така правиме ние на 5 вечерта во Крушево, една посебна традиција што се одржува само во Крушево, велат и во Ерусалим. Празникот Дева, навестувањето на Христовото раѓање, кога младите момчиња ќе тропнат на вратата и со песнички ќе и направат пријатна вечер. Ние се надеваме и годинава тоа ќе го забележиме, па кога се традиции, тоа се нашето исконско, би рекле, потекло и верувам дека ќе се задржат и понатаму Прилеп. Докажавме дефинитивно преку членките на Сдруженијето Преродба ги очувува. Студио. Така, Елизабета, за да ги оддржиме и задржиме, треба и да говориме често и да информираме за нив, тоа што и ние го правиме како јавен сервис. Благодарам многу за информациите од Прилеп.